Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Владата ќе ангажира 400 невработени лица кои ќе помагаат во справување со пожарите. Како што расте потрошувачката на вода, така притисокот се намалува. Водовод апелира на рационално користење на водата. Бензините поевтинуваат, дизелот поскапува од полноќ. За една седмица околу 700 казни за управување без возачка дозвола, најмногу во Пелагонија. Времето денеска многу топло, од среда освежување. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. И за прва и за втора класа 12 денари за килограм пченица за актуелната реколта. Годинешната реколта пченица ќе се откупува по 12 денари за килограм, соопшти министерот за земјоделство Цветан Трипуновски на пресконференција. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одржало серија на состаноци со подсекторската група, со представници на земјоделски здруженија и представници од мелничко-пекарската индустрија. Она што сакам да ги информирам земјоделците и сите оние кои што ќе имаат во наредниот период предавање на пченица од реколта 2025 година, согласно кажаното принос и квалитет, оваа година мелничарите ќе ја откупуваат пченицата од прва и
втора категорија во прва категорија, затоа што квалитетот, како што потенцирав, е одличен. Цената за откупната цена на пшеницата ќе биде 12, нето цена од 12 денари, плюс дополнителните трошоци кои што следуваат. Сметам дека со оваа зголемена количина и оваа цена која што е за разлика од минатата година зголемена, е доволен стимул и навистина еден добар показател дека како министерство и како влада навистина се грижиме трудот на македонските земјоделци, поготово на полиделците, да биде навистина вреден. Очекувам дека жетвата во наредниот период ќе заврши во најдобар тек, ќе задржат и временските услови и едноставно ќе имаме зголемен род на пченица од претходните години. Денеска на пресконференција владата ги повика пред се младите, оние кои што немаат и бараат работа, да и помогнат на државата во справување со пожарите. Тие ќе аплицираат за временно ангажирање, за кое што ќе добиваат паричен месечен надомест од 24.000 денари. Но истовремено, ако се покажат добри, ќе добијат шанса и за трајно вработување во некоја од единиците на противпожарна заштита. Станува збор за нова мерка на владата која е офатена со оперативниот план за вработување и за прв пат се спроведува во Македонија. Сакам да потенцирам дека секој ангажиран учесник ќе добива месечна финансиска поддршка од 24.000 денари. Исто така, важно е да нагласиме дека сите оние кои што ќе покажат особен интерес, посветеност и висока подготвеност по завршување на оваа мерка, ќе бидат трајно ангажирани преку нивно вработување во институциите кои што се надлежни за оваа работа. Оваа мерка има двоен ефект – еколошки и социјален. Од една страна, обезбедуваме приход и вклучување на невработени лица, со што даваме конкретна поддршка на ранливи категории на граѓани, односно на невработени. Од друга страна, создаваме функционален и одржлив систем за заштита од пожари. Пријавувањето ќе се одвива транспарентно преку јавен повик, кој ќе биде објавен од страна на општините. Инаку што се однесува до состојбата со пожарите, се уште е активен пожарот кај селото Бешиште, Мариовско, кој што започна на 28 јуни, а гори квалитетна мешана шума, известуваат од Центарот за управување со кризи. Во моментов има 12 пожари на отворено, од кои 4 се активни, 1 е локализиран, а 7 се изгаснати, објавуваат од Центарот за управување со кризи. Летните горештини и потрошувачката на вода одат рака под рака. Во повеќе прилепски населби периодов граѓаните реагираат на намален притисок во водоснабдувањето. Од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп апелираат на рационално користење на водата. Веќе извесен период потрошувачката на вода во Прилеп е енормно зголемена поради нерационално користење на пивката вода, што предизвикува намалување на притисокот на водоснабдувањето во повисоките реони, а посебно во зградите на горните катови. Апелираме, замолуваме пивката вода да не се користи за освежување на дворови, перење на автомобили, наводнување и друго. Ваквите случаи се забележани низ целиот град и поради тоа треба рационално да се користи пивката вода само за лични потреби. Апелираме на совесно и одговорно користење на основниот ресурс за живот и животните потреби, велат од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп. Малопродажните цени на нафтените деривати од полноќ со нови цени. Бензините поевтинуваат, додека дизелот бележи мало поскапување. Од полноќ Евросупер БС95 поевтинува за 1,5 денар и ќе се продава за 74 денари за литар, додека цената на Евросупер 98 се намалува за 1,5 денар и ќе изнесува 76 денари. Во спротивна насока се движи цената на дизелот, која се зголемува за половина денар и новата цена ќе изнесува 70 денари за литар. Од почетокот на изминатата седмица, заклучно со вчерашниот ден, 6 јули, во рамки на континуираните сообраќајни контроли низ патиштата во земјава, дури 691 лице се санкционирани поради непоседување на возачка дозвола при управување со возило, посочуваат од Министерството за внатрешни работи. Најголем дел од овие прекршоци биле евидентирани на подрачјата на секторите за внатрешни работи Битола, и тоа 136 и Струмица 125, најмалку на подрачјата на секторите за внатрешни работи Штип и Охрид. Интензивните контроли на сообраќајната полиција продолжуваат и наредниот период. Временска прогноза.
Времето денеска многу топло. Во Прилеп максималната температура достигна 34 степени Целзиусови. Денеска и утре продолжува влијанието на многу топлата воздушна маса која продира од Африка. Токму оваќе услови и понатаму времето да биде претежно сончево. Се очекува многу топло време со екстремни температури. Температурите на секаде кај нас ќе надминуваат од 30 до 35 степени. Според прогнозите, ваквото време ќе се задржи и во текот на утрешниот ден. Конечното освежување се очекува од среда, кога ќе биде значително посвежо. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.